civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Ова, што ќе го видите сега, всушност го отсликува, во голема мерка го отсликува тоа што го следиме на социјалните мрежи со години наназад, така што на некој начин, како да е договорена публиката, се собра и навистина имаше и многу позитивни, и благодарам за тоа, позитивни ставови, позитивни оценки за работата и улогата на граѓанското општество, меѓутоа и, како што знаеме, низа негативни коментари. Во негативните коментари можете да забележите и еден дел од луѓето кои впрочем ги споделуваат предрасудите, стереотипите за тоа како и што представува невладина организација, меѓутоа мора да се каже дека еден дел од нив споделуваат и критики кои како што би се рекло држат вода. Па да видиме за што се работи. Прашањето беше што мислите за невладините организации, дали тие се фолиранти или прогресивци. Имаше се насе околу 40, може би 50 коментари. Тие коментари во најголем дел се пренесени во оваа PowerPoint презентација. Таа ќе биде објавена и после настанот во форма на видео. И може да се каже дека еден дел од нив ќе само накратко телеграфски ќе ги дадам, колку да им дадам малку и на нашите гости, па и себе причина за понатаму да одговориме на еден дел од овие коментари кои, повторно ќе кажам, се дел од по-раширено, по-распространето мислење во јавноста. Зависи од организација до организација, малку пореални и заострени критериуми при проценките при доделување грантови, лесно ќе ги покаже фолирантите, вели еден од коментирачите. 50-50, пола фолиранти и за личен интерес, пола прогресивци, вели друг коментирач, корисник на социјалните мрежи. Мали пералници на пари, некои многу големи, тешки фолиранти, има и вакви и такви, велат тројца други корисници на социјалните мрежи на нашиот Facebook page. Зависи која е нивната мисија, ако навистина се произлезени од реална потреба на граѓаните и постигнуваат подобрување во животот на граѓаните, тогаш го оправдуваат своето постоење, вели еден од нив. Прогресивци, пак имате еден коментар, се по потреба интерес за некој тајкун и понатаму. Овде имаме еден подолг одговор кој се однесува на улогата на невладините организации, па така Аловски вели дека да не беа, ќе го преракажам да не го читам целото, да не беа невладините организации, еден дел од децата во нашата земја не ќе можеа дури ни во училиште да одат, или ќе одеа во училиште само до 4-то, а ретко кој и до 8-о одделение. Од 2001 до 2005 година проект за образование на роми од 1 до 8 одделение финансиран од МЦМС, од 2005 до 2009 за деца роми финансиран од Сорос и така натаму. Само цицаат пари од фондови, ништо повеќе. Во еден коментар се вели, а дали земаат пари за работно време неограничено, нека повелат сите да се вклучат во тие невладини организации, па нека зборат, алудирајќи на тоа дека во невладините организации навистина напорно се работи и често не се внимава на работното време. Деноноќно се некои невладини организации вклучени во својата работа. Ретко која е добра и си ги исполнува задачите за која е формирана, и самата асоциација Лакома за пари, и лицата кои се внатре ангажирани за пуста пара и така натаму, е уште еден коментар.
Еден друг граѓанин вели, јас мислам дека граѓанските организации се неопходни, како и вклучувањето на младите во младинските организации со дебати, аргументирано дебатирајќи за сите текови во општеството и така натаму. Меѓутоа имате веднаш под него еден коментар кој вели профитери и под превезот на граѓански и непрофитни организации. Нема такво нешто, се со политичка позадина, за жал, вели една граѓанка. Имаме и емотикони кои велат дека невладините организации се супер, мислам дека претеруваат, еве и јас лично. Ќе бидат граѓански кога 90% од буџетот ќе им доаѓа од донациите од граѓаните, а не од кеш од буџет, Сорос или амбасади, вели еден друг граѓанин кој се представува како Едвард Кардель Джуниор, морав да го споменам, додека еден коментира понатаму дека тоа е валиден став, но еден ден ќе биде и тоа. Може би премногу рано и така натаму. Таа комуникација и дискусија продолжува понатаму, се разбира без оглед на тоа дали некој е во право или не, или е остар, доколку има аргументи, доколку слободно го споделува својот став, без навреди и говор на омраза, ние го уважуваме тоа и секако дека ќе го земеме предвид, верувам дека и сите мои колешки и колеги во оваа сала денеска. Има еден вели коментар понатаму дека прашањето е на легитимитет повеќе, секоја граѓанска организација од невладини до спортски клубови, цркви, што и да е, црпат легитимитет ако се финансираат од оние, секако од некои многу повеќе него другите, кои имаат директен бенефит од нивната работа. Вели понатаму во дискусијата Едвард Кардель, профилот кој се представува како Едвард Кардель. Згодно заборави мешање во избори, носење закони, коментирање судски одлуки и така натаму, вели еден граѓанин како одговор на тие прашања. Јас мислам дека граѓанските организации се неопходни, како и вклучувањето на младите во младинските организации со дебати и така натаму, повторување на некои коментари исто така има. Цивилниот сектор за жал подобро функционира во цивилизирани општества, вели еден граѓанин. Профитери под превезот на граѓански и непрофитни организации, нели има некои кои не би сакале да ги повториме, да ги кажеме гласно, меѓутоа се наоѓаат во социјалната на пејџот на Цивил. И така натаму, мислам дека ова доволно финансирани и контролирани од глобалистите за нивни профашистички цели. Цивил и Хелсиншки се врвни гнасоти, вели една граѓанка или граѓанин Кана Гор. Перење мозок на народот, а за тоа некои одредени луѓе во организациите лапаат кеш и така натаму. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.